Вести на Канал 8. Почнуваме со новогодишниот билтен. Освен неколку малолетни лица кои претерале со алкохолот и 3 тепачки во која лицата кои учествувале поминале со полесни повреди, други инциденти на итната медицинска помош во здравствениот дом во Кочани не се регистрирани. На новогодишната ноќ биле извршени околу 20 на прегледи. Лекарите ја оценија како релативно мирна. 3 тепачки и неколку лица во алкохолизирана состојба и околу 20 на прегледи ја одбележаа новогодишната ноќ во Кочанскиот здравствен дом. Последното деноноќие од 2015 претежно поминало мирно, информираат лекарите од итната медицинска помош од здравствениот дом Кочани. Учесниците во тепачките поминале со полесни повреди и се пуштени на домашно лекување. Други инциденти на 31 декември спрема 1 јануари не се регистрирани. Мирно поминала и првата ноќ од новата година на 1 јануари вечерта, кога инциденти не се регистрирани. Инаку, од 1 до 4 јануари во итната медицинска помош се извршени 300 прегледи, од кои претежно помош барале хронично болните лица заради висок крвен притисок и настинки и горни и долни респираторни инфекции. Лекарите од итната медицинска помош додадоа дека за разлика од минатите години, кога на новогодишната ноќ се случувало и поголеми инциденти, годинава е изненадувачки мирно. И не само итната помош, туку и полициската станица Кочани новогодишната ноќ ја оценува релативно мирно. Вооружен напаѓач среде бел ден ограбил златарски дуќан во Кочани. Откако ја нападнал вработената, украл злато колку што можел да собере во врекета што ја носел. Го ограбил и целиот излог и избегал. Полицијата трага по сторителот, а вработената заради повредите на главата и преплашеноста е задржана на лекување во нервното оделение во Кочанската болница. Среде бел ден ограбена златара во центарот на Кочани. За полицијата се уште непознатиот сторител на 4 јануари околу 11 часот влегол во дуќанот вооружен со пиштол и покриен со капа и шал и почнал да ја удира вработената по главата и да ја се заканува дека ќе ја убие. И нанел 3 силни удари по главата, пошто го собрал најтешкото и највредното злато од дуќанот. Испразнил 4 кутии со злато, а потоа се упатил и кон излогот, каде што го испразнил и изложеното злато и избегал. Вработената која што била нападната веднаш била префрлена во итната медицинска помош во Кочанската болница, откаде што дежурниот лекар ни информираше дека заради повредите на главата и преплашеноста е задржана на лекување на нервното оделение во Кочанската болница за вршење понатамошни испитувања. Моментално се наоѓа во стабилна состојба и е надвор од животна опасност. Во разговор со собствениците на дуќанот рекоа дека чудно е како сред бел ден да влезе вооружен напаѓач и да ограби дуќан, кога местото е доста фреквентно и има раздвиженост во 11 часот предпладне. Одредени луѓе го виделе, но рекоа дека не може да се препознае идентитетот на напаѓачот, заради тоа што од капата и шалот лицето му било покриено. Настанот веднаш бил пријавен во полиција. До затворање на вестите на Канал 8 се уште се работи на пронаѓање на сторителот, како и на проценка на украдениот накит, изјави Гордана Панајотова, портпарол на СВР Штип. Продолжуваме со позитивни теми. Обилните снежни врнежи во текот на викендот овозможија на Пониква да започне вистинската зимска сезона. Посетители кои дојдоа за празниците можеа да уживаат во снежната убавина, а на располагање им беа неколкуте сместувачки капацитети од комерцијален карактер. Снежната покривка на Пониква е со дебелина од над 20 см, а пристапот до рекреативниот центар е без проблеми. Според информациите од подрачната единица на Македонија Пат, нивни екипи интервенирале на расчистување на патниот правец на делницата од Шумската кукичка до паркингот пред одмаралиштето на Министерството за внатрешни работи. На одделни места се уште има остатоци од снег и мраз, но сообраќајот се одвива непречено. Механизацијата и вработените во предпријатието беа дежурни во текот на предпладнето поради новите врнежи. Долго очекуваниот снег им донесе зимски радости на гостите кои дочекот на новата година и празничниот викенд го поминаа во планински амбиент. Висината на снежната покривка ги задоволи потребите на скијачите рекреативци, посебно на најмладите. Во моментот на посетителите на располагање им стојат околу 400 легла. Дел од нив се во комерцијалните сместувачки објекти и во поранешното детско одморалиште, но можат да се изнајмат и во приватните викендички.
Од Автомотосојузот на Македонија пак излегува со препорака до возачите за внимателно возење, прилагодена брзина на движење според условите на коловозите и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Дополнително внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисури и засеци, особено на патните правци Кочани Делчево и Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Крајот на старата и почетокот на новата година на земјоделците од Кочанскиот регион не им носи многу надеж. Откупната цена на белиот ориз е далеку под минималните 50 денари за килограм, па скоро сите производители ги чуваат количините во своите амбари. Нема многу надежи за подобрување на економската состојба на производителите на ориз од Кочанско на почетокот од оваа година. Откупните цени што им се нудат за да ги предадат количините од последната реколта се премногу ниски и не ги покриваат ниту минималните трошоци за производство. Затоа, наместо да го предадат и да земат некој денар за отплаќање на натрупаните долгови, принудени се оризот да го чуваат дома. Дополнителен проблем, велат оризопроизводителите, е што и откупот воопшто не функционира, па сите се во состојба на неизвестно исчекување. Арпата е слабо, 20 динара и белиот ориз 40 динара, не дават повеќе. А и со откупа е слабо, откуп нема. Гледам 60 динара да биде најниска цена. Испод 60 да не е доле, белиот мислам. Арпата 25 до 30 треба да биде. Донесува ни некои семиња што ги сееме сега, ги откупуваат по мали цени. Влажноста ја гледат многу влага тражат. Мислам, влага има и луѓето се разочарани од тоа да па околу 85% е во амбарите немат дадено ни немат 5% нема дадено. 85% има во амбарите сигурно. Оние што продале дел од количините ориз што го ожнеале минатата есен, велат дека тоа го прават затоа што се принудени да дојдат до некаква сума пари со која би отплатиле дел од репроматеријалите што ги набавиле на вересија. Дополнителен проблем им е и рандманот, зашто сметаат дека има и субјективно влијание. Луштарите го толку белаат оризот, ние викаме продаваме, тражиме интегрален ориз, односно здрава храна. За здрава храна не треба толку да го луштиме. Они го луштаат и на до крајката, они што кажуваме ние по нашиот рендаманот, дојде на 35, 40, 45%, максимално 50%. И тогаш, кога ќе ставиш тај рендаман на 40 денари откуп со белиот и што реков претходно, скапи препаратите, нафти, ѓубрива и за прскови препаратите, земјоделецот е толку што не може некој пат треба да го продаде земјата за да опстане да живее. Стоилов додава дека неповолните услови за производство на ориз, посебно со откупот и пласменот, се повеќе ги доведува младите производители во ситуација да ги напуштаат нивите и да бегаат во странство. Тоа може да го доведе во прашање и производството на храна, што е проблем не само во Кочанскиот регион, туку и во целата држава. Локалната самоуправа на Кочани продава нови парцели за изградба на куќи, викендички и деловни објекти. Рокот на втората објава за продажба веќе тече, а пријавувањето за јавното надавање ќе трае до 20 јануари. Општина Кочани излезе со нова објава за оттуѓување на градежно земјиште, собственост на Република Македонија, што се продава по пат на електронско јавно наддавање. Со оглед што престои предизборен период за кој има законска забрана за продажба на парцели, општината веднаш по завршувањето на претходното наддавање, што се одржа на крајот на декември, објавува уште еден оглас. Предмет на ова наддавање е градежно земјиште собственост на Република Македонија, што е предвидено со деталните урбанистички планови за град Кочани. Со објавата се нудат 14 парцели за индивидуално домување, од кои 2 се со компатибилна класа на намена во местноста Прокарка, а останатите се само за домување на локации во Драчевик, Оризари и на крак од улицата Стамен Манов. Заинтересираните пак за викенд куќи на Пониква имаат нова можност за избор од 7 понудени парцели, чија почетна цена е 61 денар за метар квадратен. Со најновата објава се нудат и 6 парцели за производство, дистрибуција и сервиси, од кои 2 се со компатибилна намена на улиците Бел Камен и Крижевска, а другите 4 во местноста Драчевик. За оттуѓување е понудена и парцела за лесна индустрија и мало стопанство, со компатибилна класа на намена во местноста Керамидница.
Пријавувањето на заинтересираните купувачи трае до 20 овој месец, а наддавањето преку електронска аукција ќе се одржи од 21 до 25 јануари, како и на 1 февруари. И повторно со здравствени теми, ладното време го наполни детското оделение во Кочанската општа болница. И пред нова година и деновиве сите кревети се пополнети со болни деца. Претежно станува збор за искомплицирани вирози кои поминале во бронхопневмонии и воспаленија. Хоспитализираните се на возраст од 0 до 2 години. Честите промени на времето и ниските температури ги наполнија амбулантите. Детското оделение во Кочанската болница во моментов е преполно со болни деца. Состојбата не е променета од пред нова година, така и деновиве, така што многу деца новата година ја дочекаа во болницата. Претежно се работи за вирози кои се искомплицираат и лесно поминуваат во бронхопневмонии, кои децата заради намалениот имунитет тешко ги поднесуваат. Кога ќе дојде до воспаление на белите дробови, неопходно е болничко лекување, велат лекарите. Детско оделение беше полно, значи и пред празниците, за време на празниците и сега, со тоа што е амбулантски, мислам дека мина над 50 на деца. Најмногу фебрилни епизоди, пропратени со долно, горно респираторни инфекции, дел од нив и со компликации, значи пневмонија, обструкции, отитиси, тоа. Лекарите со совети за заштита и превентива од вирусите и бактериите. Прво да нема мешање со болни деца, да речеме, колку што може, посебно малите. Некој ми остави впечаток дека имаше многу мали деца, оние до година, да речеме. Значи, контакти седени на минимум. Повеќе топли напивки, витамин С, и сега ако веќе ќе почне, посебно кај децата имаше многу фебрилни епизоди, контакт со матичниот педијатар или со идната медицинска помош, со нас тука, да се види што е таа фебрилност. Значи, пред се вирози, ама ве викам, кај многу од нив, после веќе имаше и компликации, беа патени и дел од нив задржани на оделение. Доктор Јорданова вели дека, иако оделението е преполно и персоналот работи под полна парја, сепак досега сите деца се лекуваат тука и немало случај на искомплицирани инфекции, за кои е потребно препраќање во поголемите клинички центри во Штип или Скопје. Новороденче во Кочанската општа болница во 2016 се уште нема. Жени за пород на гинекологија примено има и се чека породување. Ланската година во Кочани се родиле 50 бебиња помалку во споредба со 2014 или вкупно 310. Првото бебе во новата 2016 година се уште не е родено, велат лекарите гинеколози од општа болница од Кочани. Според податоците од општа, во 2015 година се родиле вкупно 310 бебиња. Во споредба со 2014 е за околу 50 помалку, кога се родиле 360. Предминатата година имаше родени за 30 помалку бебиња, а сега за 50. Не може да се каже дека станува збор за тренд на опаѓање на бројката на новородени, затоа што со субвенцијата на владата за трето дете, бројот на новородени во Кочани е значително поголем. Но сепак, намалувањето на бројот на деца во паралелките во училиштата се оправдува со иселувањето на цели семејства во други држави, како резултат на беспарицата и немањето работа за младите лица. Како и да е, од гинекологија велат дека се во исчекување на првото бебе во 2016 со оглед на тоа дека на гинекологија во Кочани во моментов има примени неколку бремени жени кои чекаат породување. Сдруженијето на граѓани Јосип Брос Тито го прослави своето 10-годишно постоење. На свечениот собир пред членовите беа представени досегашните и планираните активности за наредниот период. 3 дена по навлегувањето во новата 2016 година, со звуците од химната на некогашна Југославија и песни посветени на револуционерното минато, членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Брос Тито ја одбележаат 10 годишнината од основањето. Тоа беше повод да се соберат во своето седиште кај градскиот пазар и на пригодна свеченост да си ги честитат празниците, како и да направат ретроспектива на досегашното работење. Оваа година се собираме по повод формирањето на нашето здружение, кое што на денешен ден е оформено пред, мислам, како самостојно здружение во Кочани, бидејќи пред тоа, пред 9 години беше тоа, а сега значи влегуваме во 10-та година, бидејќи пред тоа бевме заедно со скопјани во склопот на Скопското здружение Јосип Брос Тито. Имаме
голем број на гости и членове на кои ние им се заблагодаруваме што денес најдува време да дојдат да ни се придружат на нашата прослава. Трендов рече дека скоро сите членови се активни во реализирањето на планираните активности, кои пред се имале хуманитарен карактер. Придонес за тоа давале и членовите и подржувачите, а не изостанувала и поддршката од одделни сопственици на стопански предпријатија. Според него, Сдруженијето има поддршка во јавноста за своите активности, а потврда за тоа било и за членувањето на млади сограѓани. Има подмладување, може да кажам дека оваа година, поготово благодарејќи на нашите членове, поготово на Владко од Соколарци, кои што 10 млади деца зачени нови во нашето здружение, за кое што ние изразуваме посебна благодарност, како на него, така и на другите, кои што заченија млади членови во нашето здружение, кои што треба да продолжат со активностите на ова здружение и понатаму. Членовите на Сдруженијето се горди што тие се единствените регистрирани во Македонија и се најактивни во зачувувањето на делото на Тито. Во изминатиот период редовно го посетувале неговиот гроб, а за време на престојот во Белград имале и средби со слични здруженија од поранешните југословенски републики. Трендов рече дека иако неколку пати побарале општината да им обезбеди просторија во која би ги одржувале состаноците, досега не добиле потврден одговор. Затоа ја користат кафеаната Плава ружа во градскиот пазар како главно седиште и место од каде започнуваат сите активности на Сдруженијето. Толкова вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.